Петочниот протест против францускиот предлог што се одржа на патот Струмица Радовишка и Василево не бил пријавен, вели струмичката полиција. Во одговор до Канал Вис, полицијата тврди дека немало уредна пријава. Од МВР велат дека согласно член 3 од Законот за јавни собири, известувањето се поднесува во подрачната единица на МВР на чие подрачје се одржува јавниот собир и во него е наведен организаторот на протестот со сите преземени мерки во врска со непречено организирање на протест. Пратеничката од ВМРО ДПМН Ели Панова вчера на пресконференција реагираше дека на граѓаните им се забранува уставно загарантираното право и дека ова е пример за класичен притисок. Од ова јасно се гледа дека казните се пишувани по однапред даден список и целта е заплашување на народот да не си протестира и да не си ја брани државата. Казните за луѓето кои го блокираа патот Струмица Радовиш се неосновани и против уставното право на протест. Власта точно го знае ова и затоа казните се основаат на прекршокот паркирано возило резервиран за сообраќај на моторни возила или движење по пат резервиран за сообраќај на моторни возила. Од СВР додаваат дека според Законот за јавни собири по член 2а се наведени местата кои представуваат исклучоци за одржување на граѓански собири или протести, меѓу кои се автопати и магистрални патишта. Реакција на казните за граѓаните кои што беа присутни на протестот имаше и од председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Жан Дрвошанов, кој рече дека освен 35 евра казна за паркирано возило и 50 евра за движење на пат, вакви казни добиле дури и лица кои не биле присутни на протестот. ВМРО ДПМН ги повика сите казнати граѓани да се обратат до Општинскиот комитет Струмица затоа што се превземат мерки за да им се помогне во овој нов чин на, како што велат, полициската држава.